Црвен крст на град Скопје како организација работи на полето на хуманитарна асистенција и изгрижување на бегалци и мигранти од јуни 2015 година и се уште е присутна на терен во двата транзитни центри на северната и на јужната граница, како и во Липковскиот крај, каде што се уште постои движење на таа така наречена ирегуларна миграција. И водени од тие причини, како организација ќе останеме да работиме на полето на згрижување на мигрантите, се додека Република Северна Македонија ја прогласува таа така наречена кризна состојба на двете државни граници и од тука и значи нашата помош да се помогне на таа ранлива категорија на луѓе кои што и понатака транзитираат низ нашата држава. Движењето на мигрантите од јуни 2015 година се до значи затварањето на таа така наречена балканска рута и еве и до ден денеска тоа затворање на државните граници воопшто не значи резултираше со тоа да се спречи и движењето на луѓето. Напротив, после март 2016 година до сега, еве само како податок, во текот на 2018 година Црвен крст на град Скопје во двата кампови и во Липковскиот крај згрижи вкупно 22.000 лица, односно мигранти. Еве и сега 2019 година како Црвен крст на град Скопје бележиме зголемување на бројот на ирегуларните мигранти на јужната граница. Со оглед дека сега уште траат и рамазанските пости, мислевме дека можеби рамазанските пости како такви ќе го намалат движењето, мигрантите можеби ќе се одлучат да не транзитираат во тој период, но еве бројките сега што се веќе од мај, кои што ќе бидат во подготовка на 1 јуни како еден месечен извештај, може слободно да се каже дека движењето на мигрантите дури во текот на рамазанските пости е нагло зголемен, барем во делот на јужната граница, каде што се уште се прават обиди за преминување на државната граница со нивно патување кон север. Горе на северната граница во Липковскиот крај овој месец, барем овој месец не се забележува некое зголемено движење, за разлика од лани кога во овие месеци веќе имавме и дури и по 1500 до 2000 луѓе на месечно ниво, а тоа се должеше на фактот што имавме голем број на влегувања од Република Србија надолу кон југ и тука се работеше за лица од Иран. – 2019 година секако како година сега еве направо сме да се прогласи нова кризна состојба во текот на месец јуни, која што ќе значи трае до 1 јанари 2019 година. Дефинитивно 2019 година со оглед дека веќе е 4-та година како нели трае таа мигрантска агонија во Република Македонија, па дури и секаде во Европа, воопшто не говори за тоа дека ситуацијата тендира да се смирува. Напротив, можем да кажем дека од сите овие години 2017 година беше една од помирните години кога значи само во Липковскиот крај за разлика од јужната граница имаше некаде на кај 8000 значи изгрижени лица во текот на една година, додека сега значи еве 2019 веќе 4-та година до јуни бројките кои што барем ние како Црвен крст на град Скопје ги имаме, а кои што говорат за згрижени лица во нашата статистика говори за тоа дека движењата воопшто не се намалуваат и нема некоја значи како да кажем нема индикатори кои што говорат дека движењата ќе се намалуваат, напротив се зголемува бројот. Во секоја група на движење, иако значи предоминантно збориме за движење на мигранти кои што се мажи самци, ако на месечно ниво имаме барем 70 или 80% мажи самци, секако тие останати 20 или 30% кои се сочинуваат жени и деца кои што значи се згрижени адекватно од страна на Црвен крст на град Скопје
и кои што нормално согласно ранливоста како организација, значи секогаш настојуваме да пружиме максимална поддршка и помош, бидејќи сепак се работи нивната ранливост не е само мажи, жени, значи жени и деца, тука имаме и луѓе кои што се со разни болести. Не знам колку ви значи податокот, но во 2019 година имавме само 3 мигранти кои нажалост во Република Македонија ги изгуби екстремитетите поради железнички несреќи и нивните обиди да се стаса од една до друга точка во низ државата, така да ранливоста како таква не се индикатори само дека имаме жени, деца, имаме и многу други ранливости кои што нормално треба да се на време да се детектираат и како такви да се третираат адекватно од страна на Црвен крст на град.